Денеска се наоѓаме на лице место на снимањето на Dance Cardio Energy и денеска со нас ексклузивно за Hype Ана Стојанова. Она ретко дава интервјуа за многу медиуми, но денеска сме тука да ја прашаме се. Она е креаторка на многу фитнес програми кои што ќе променија животите на многу жени и девојки. Една од највлијателните жени на социјалните мрежи, кога станува збор за движење енергија. Ана, добре дојде за прв пат во Hype. Најпрво да ти кажам дека денеска прекрасно изгледаш. Фала ти, Марија, многу и многу ми е мило што сте денес тука. Како започна идејата за Dance Cardio и ова се ти тоа што го имаш осмислено денеска? Ова е четврто Dance Cardio поред и не ни очекував дека толку многу жени и деца ќе го засакаат. Се започна многу случајно, уште живее во Словенија, се возевме во кола и на радио почна да пее Pop the Jam. Така ли се викаше? Да. И јас реков, колку ја сакам оваа песна, многу ме потсеќа на оние ретро денс аеробик, мора да направам нешто. И беше случајно, значи од едно обично возење во кола во Словенија, јас облеков флуоресцентни холохопки, облеков одозгоре едни купајки да изгледа тоа ретро. Најпрвото Dance Cardio беше снимено кај мене дома во куќата во Словенија со телефон, ме снимаше мојот сопруг, беше толку low production, ама ми е врежано во срцето и оттаму започна се. Девојките го засака и еве четврта година поред како ние го снимаме Dance Cardio. Исто така би сакала да те прашам од кога започна све тоа, дали повеќе го обожаваш фитнесот или повеќе си на страната на Dance Cardio? Вака, малку луѓе знаат дека моите почетоци со вежбањето се всушност од аеробик, денс аеробик, од некои 14-15 години и од секогаш сум имала желба и за играње и за вежбање. Затоа за мене сметам дека аеробикот е нешто во кое што најмногу се пронајдов во тоа време и потоа на некои 18 години јас се запишав и почнав со теретана. Dance Cardio мислам дека ме одликува комплетно, е тоа што сум јас, сакам да играм, сакам да вежбам и мислам дека е идеално за жени кои што можеби не сметаат дека се најдобри во играње или пак обичното вежбање им е досадно. Затоа сметам дека Dance Cardio е одлична комбинација и дека ќе се пронајдат. Имаш променето животот на премногу жени, можам да кажам. Што е токму тоа? Со каква мотивација ти ги мотивираш? Сметам дека жените најмногу се пронаоѓаат во тоа што јас го имам пронајдено, барем сметам дека го имам пронајдено перфектниот баланс. Не сум оној класичен тренер кој што само брои дома колку протеини внесол или шета на секаде со вагата. Не велам дека е тоа погрешно, ама јас не сум тој тип. И во исто време сакам, сите знаат колку сакам мастика да пијам, колку сакам да излегувам по фестивали, да одам во кафана, значи не одбивам добра журка и некако знам да го пронајдам балансот, секогаш да изгледам фит, дури имам и такво видео, па дури и подобро од година во година. Затоа сметам дека многу жени се мотивираат токму на мојот лајфстайл и тоа е она што јас сакам да го пренесам изминативе неколку години и сметам дека ми оди успешно. А како се мотивираш ти самата? Дали имало некој момент, еве на пример, кога ќе се погледнеш во огледало и да кажеш сакам да изгледам подобро, не е оваа Ана таа која што се уште го немам достигнато врвот? Оние кои што редовно вежбаат, сметам дека никогаш, ама баш никогаш не се задоволни од тоа како изгледаат, па дури ни јас знам да бидам доста самокритична, дури и претерано во изгледот и сметам дека не знам дали е тоа добро, ама е нешто што ме мотивира и мене да бидам се подобра и подобра. Знам да се после секое снимање си ги гледам видеата, тука ти фали ова, тука ова, знам дека е можеби преокупираност, ама не можам да го избегнам тој дел затоа што е составен дел од самава работа. Со кои најголеми предизвици се соочи на почетокот? Доста бев критикувана. Мислам дека го фатив златното време под наводници кај нас во Македонија, затоа што тогаш, мислам дека беше 2018 и 2019, немаше фитнес инфлуенсери. Јас бев, не знам дали меѓу првите или првата, која што реши да се слика во бикини, во танга и тоа беше, не знам, игра мечка оро кај нас, уште се чудат до ден денес и мислам дека тоа е жално е што до ден денес главна тема на медиумите е дека еве Ана во уште едно жешко издание и затоа многу ми е мерак што сте денес тука и што пројавивте желба да бидете дел од снимањето на Dance Cardio, затоа што позади мене и позади тие жешки слики кои што најчесто се за моја душа,
стои жена која што помогнала на јадници, девојки да си го променат животот на подобро. Кажи ми, дали некогаш ти пречат тие коментари кои што ги добиваш? Не, на почетокот можеби повеќе, најмногу и пречеа на мајка ми и јас повеќе се трудев како да ги заштитам моите да не се оптоваруваат толку. На крај си сватив дека сепак е ова на некој начин шоу бизнис, без разлика што јас не сум ни пејачка, ни глумица, ни ништо, позната сум и на јавноста. И си го сватив како ова е шоу бизнис и луѓето како и да е ќе зборуваат. Не велам дека не ме погодува до ден денес, ама гледам да не ги читам тие коментари. Затоа немам Twitter, немам Facebook, не сакам ништо, таму се стварно најхардкор, ама немам лоша мисла и тоа е тоа. Колку твоите те поддржуваат во сето ова што го правиш? Многу. Мислам, од самиот почеток, моите знаат дека јас од секогаш сум била креативна, дека од секогаш сум сакала да вежбам, сум сакала да готвам и некако мислам дека со оваа професија ги најдов сите тие работи во кои што јас сум добра, да ги спојам, да ги скомбинирам добро и се родив во време во кое што се родив. И најбитно ми е дека помагам на многу жени, дека го работам тоа што го сакам, а како ќе бидам видена од страна или прифатена од страна, стварно не се замарам, се додека моите се на моја страна. Имаш и планови за исхрана? Ви сакала да те прашам од каде е љубовта према готвењето? Вака, никогаш ова го немам спомнато, ама мојот дедо е професионален готвач и тој уште на времето, мислам кога бил во војска, готвел на сите во касарна или како во војна. И уште од мала ја имам целата таа книга со рецепти, ми ја поклони мене затоа што од сите внуки кои што он ги има, јас бев единствена која што пројави желба за готвење. Татко ми исто е страствен готвач, значи ние буквално дома што и да останело, се знаеме да направиме комбинација и мислам да се пријавам, од секогаш сум мислела да се пријавам на брза кујна, да ми дадат не знам колку продукти, можам да направам нешто. Така и за храната, значи најпрво имав огромна пасија за готвење, а потоа се пројави и со вежбањето, така да толку добро се искомбинираат тие две работи што многу сум среќна. Кажи ми, исто така ти си мажена, среќно заљубена. Колку твојот сопруг те поддржува во сето ова? Дали заедно тренирате? Од самиот почеток го памтам моментот, значи бевме во Словенија и он си одеше на работа, јас си бев дома и не можев, едноставно знаев дека морам да почнам нешто, да работам нешто. И си мислев, што е тоа во што си ти добра? И викам, ти си добра во вежбање. Само кај мене дома вежбање, мислам тренинг, не сакам да ми се разлутат родителите, кај мене се сите економисти, цела фамилија и да бидеш тренер било како нешто не неприфатливо, ама не се сметало за професија. И јас сметав дека не сум способна за ништо, затоа што само сакав да готвам и да вежбам, а тоа за нив не било професија. И кога се преселивме во Словенија, тогаш нели почна Инстаграм да биде поактуелен во Македонија и јас го прашав само сопругот, планирам да отворам профил за фитнес и за исхрана, што мислиш ти на таа идеја? Тој е долго време веќе во продукција и во се ова и ми рече како знам дека ќе бидеш многу добра, ама знај дека биди спремна на многу критики од народот. Јас сум тука за тебе, само дали си ти доволно силна да го прифатиш тоа. И јас реков, ако имам поддршка од тебе, нема проблем, го отварам профилот, тоа беше ден пред Нова година, значи било 2018 спрема 2019, го отворив профилот и од тогаш не прекинав. Кажи ми, што имаш да им препорачаш на сите жени кои што се кај тебе, а и како им можеш и да ги мотивираш останатите жени кои што не се кај тебе во твоите програми, еве да влезат во твојата програма? Она што сметам дека ме прави посебна е тоа што никогаш не сакам да терам некој да дојде на мои програми. Од тие причини не сум ни станала персонален тренер one-on-one со некој, не сакам некој да молам. Се додека на некој не му светне во главата ламбичето дека треба нешто да превземе и со своето тело, и со своето здравје, тогаш ниту јас, ниту никој нема да му помогне. Затоа ние сме армија од жени, тоа значи дека ако ти си више решена да успееш, треба да дојдеш кај нас, затоа што имаме програма која што 300% дава резултати. Дали чувствуваш одговорност како јавна личност? Нормално, да. Ме гледаат и мали деца, ме гледаат многу жени, многу луѓе, така да. Кажи ми како изгледа еден твој типичен ден? Еве вака кога ќе се разбудиш, кога ќе станеш од сабајле? Секој ден е различен и во тоа е убавината, затоа што да работев било која друга работа, да требаше да правам
од 9 до 10, тоа од 11 до, значи имам комплетна слобода и тоа е она што е добро, а и знае да биде и лошо за мене, затоа што оние кои што ме познаваат и кои што се блиски со мене знаат колку сум јас сериозен воркохолик и кога ќе влезам во нешто, одам до крај. А било да е тоа програма, било да е тоа тренинг или ми треба само фокус, го гледам нештото и го јадам до крај. А дали претходно си работела некоја друга работа, еве на пример што не те исполнувало толку многу, па си се префрлила на фитнесот? Сум работела кај татко ми во фирма, мојот татко има фабрика за жици и клинци и јас бев комерцијален менаџер, правев нарачки во Македонија и мислам дека од таму и во тој момент сметав дека имам најдосадната работа, се извинувам на татко ми, ама од денешна перспектива гледам дека уствари тогаш го скршив мразот, иако на некој можеби нема да му се верува, ама бев страшен интроверт и не сакав да правам муабет по телефон, не сакав да зборувам со луѓе, само со најблиските и тогаш ја имав, тогаш почнав да разговарам, тогаш почнав да зборувам, тогаш почнав да се смеам на телефон, да се зафркавам, да гледам дека не е толку страшно и заради тоа сметам дека ако дека никогаш не треба да кажеме за себе, јас ова не можам. Дека многу работи не сум можела, ама со многу труд и со повторување на една иста работа, дека се може на крај. Кажи ми за Денс Кардио малце повеќе. Новата програма за Денс Кардио, што носи? Интересната работа за мене е тоа што секоја програма не е како обична програма. Сакам да ја поврзам со некој сегмент од мојот живот. Целта за 2025 година ми беше да посетам што е можно повеќе фестивали, односно ги пратев Kine Music, каде одат ти, одам јас, така ги резервирав и картите авионски и научив толку многу нови песни кои што навистина ми ја обележаа целата оваа година и сакав сите тие мои, стежам дека зборам, не знам дали од ова или од ладно, сакав сите тие мои емоции кои што ги доживеав таму да ги пренесам преку Денс Кардио. Затоа што верувам дека, знам дека енергијата е таа која што се пренесува, по без разлика дали е тоа преку екран, затоа сметам и дека сме толку голема армија од жени, затоа што ми ја препознаваат добрата енергија која што имам да им ја пренесам. Кажи ми, доста гледаме кај тебе на социјални мрежи дека патуваш премногу. Кој еве патување ти оставило вака најголем впечаток? Барселона. Без размислување, Барселона, затоа што можеби беше единствено патување каде што немав нешто за снимање, немав некоја работа, ама и ја сакам Шпанија и дај Боже, ако имам некоја можност во иднина, можеби би се преселила, не знам. Кажи ми што се случи со последното патување, односно со видеото што го имаше објавено таму? Видеото со Хабиби се преселив во Дубај. Види, јас ги користев термини на кои што знам дека многумина македонци ќе се фатат и нели како што спомнав пред малку, ова е шоу бизнис, па да им дадеме на луѓето малку драма. Видеото беше снимано од мојот сопруг и нели не сакав да го прикажам, затоа што сакав да видам малку, да видам до каде може да оди овој народ и видовме дека може да оди многу далеко. Како и да е, на крај извадивме една многу добра поента, моето видео каде што ја им се обраќам на машкиот род, види интересно беше тоа што бев нападната конкретно од мажи. Жените ме знаат која сум, знаат што работам, многу добро се запознаени и мило ми е што не бев искритикувана од нив и дадов порака дека мене ми е лесно, јас имам сопруг зад мене, јас можам да се извадам под наводници, као еве зошто сум во Дубај, ама добивав пораки од девојки, Ана, јас го деактивирав профилот додека бев, не знам, толку и толку време во Дубај, затоа што не сакав да бидам искритикувана. Не можам да се сносам со сите тие критики од народот. И фала ти многу што го објави ова видео што не поддржа сите нас девојките. Така да една од работите покрај фитнесот, нели, и здравата исхрана, јас сум тука да ги поддржам жените кај нас, да си го живеат животот како што сакаат, без да се оправдуваат на оние кои што се околу нив. Фала ти премногу за искрените одговори. Нема на што, фала ви многу уште еднаш што дојдовте денес тука и пројавивте желба да бидете дел од моето снимање на Денс Кардио. Здраво, јас сум Ана Стојанова, а вие гледате Hype Македонија.